Сега, имате луѓе кои што ви значат повеќе, или некогаш имаме луѓе кои што за кои што правиме компромиси цело време и да се разбереме. Мали компромиси секогаш мислам дека се убави да се направат, поради тоа што колку сме пофлексибилни, толку повеќе можеме да се разбереме со другите луѓе. Но знаете, ова сум го зборувал кога зборував за остри и за меки души, дека знаете, кога имате некоја душа која што е помека, таа е пофлексибилна и повеќе ќе трпа и ќе впива во себе. И имате некои души кои што се поостри, поодбиваат, познаат да те откачат. Например, ајде да ја земеме скалава на емоцијот. Филозофов Хабард, позај мене што ја гледате. Имате тонови таму емоционални, тоа е скала на емоција. Например, кога имате некој човек кој што е лут, мислите дека тој лут човек повеќе... Ај вака да ве прашам. Сега прашање малку кијаме. Као квизче едно. Кога човекот е во страв, он повеќе би трпел, би впивал во себе или би одбивал? И спротивно на страв, ајде кажеме, ако имаме лутина, лутина повеќе одбива или повеќе трпи? Лутина повеќе одбива или трпи, или страв повеќе одбива или трпи? Ајде речеме, кој повеќе одбива, лутина или страв? Што мислите? Кој тон? Која емоција би одбила нешто попрво? Кога е човек лут или кога сте во страв? Што мислите? Кас не знам. Страв би одбил повеќе? Да, Стојанка Скаловска вика страв пива, лутина одбива. Да. Атанас, стравот трпи, лутина одбива. Лутина повеќе одбива. Кристина Насевска одбива. Наташа вика страв повеќе трпи. Јасмина, претпоставно лутина повеќе одбива. Се гледате, да. Лутина повеќе одбива, страв повеќе трпи. Сега гледате, во животот мораме да одбиеме нешто и нешто да прифатиме. Нешто. Затоа што гледај, стравот, односно лутината која рече, абе ајде доста ми звучиш, ма беге бе, абе ти ли ке ми кажеш, се некој му каже нешто, абе ти ли ке ми кажеш, абе глупости, беге ајде, абе тргни ми се. Гледате, лутината ќе одбие, а стравот ќе му речеш, ама ти сакаш, он може би сака да отиде некаде, ама овој му вика, ама ако сакаш, не знам, само ако си излегол, сакаш, не, па не морам да искочам, не, страв. Гледате, сега, ако човекот е у страв, он повеќе ќе прави компромис, он повеќе ќе впива, он повеќе ќе трпи. Лутина не трпи, луѓе, да се разбереме. Сега, кога имате човек кој што е љутко, кој што имате човек кој што се лути брзо, тебе ти е страв да не направиш нешто кога тој човек бара од тебе. Така, тебе не ти се прави тоа нешто, ама знаеш дека тој ќе ти се наљути. Гледате, тоа е фактички еден механизам на контрола. Ама, фактички е така. И сега ти, за да некој човек не ти се наљути, ти почнуваш да трпиш и почнуваш да правиш компромиси, за да го нема проблемот и за да го нема конфликтот кој што човекот иначе би го имал. Сега, особено ако таа личност е некоја па која што ви значи како личност, ова се зголемува. Но гледайте, ако човекот е во страв, тој човек мора да направи приспособување на околината, поради тоа што стравот го намалил. Има убав цитат од филозофот Хабард, вика, отргнете го стравот од еден човек и ќе отргнете неговата малост. Ако имате луѓе околу вас кои што се лути, кога ќе видите многу интересна работа се случува, ако имате луѓе кои што се на лутина или на омраза, околу нив честопати имате луѓе кои што се во страв и кои што имаат честопати анксиозни мисли, разни стравови, се сомневаат, се колебаат. Зошто? Поради тоа што лутината им го одбила нивниот простор. Гледате, лутиот човек, ако имате лут човек околу вас, лутина, кој што ви е лут, тогаш вашиот простор вие ќе го стесните за да он земе простор. Сега во животот, кога ќе почнеме да го држиме нашиот простор, тогаш
почнуваме да се чувствуваме многу убаво, затоа што ако вие цело време попуштате, цело време допуштате, цело време се себе намалувате во тој процес, тогаш никогаш нема да развиете самодоверба и сигурност, никогаш. И ќе имате стравови. Ќе имате стравови, затоа што стравот, знаете, сите луѓе кои што се многу добри, предобри, им се качуваат на глава. Зошто? Поради тоа што го пуштаат и им го даваат просторот на другите луѓе. И кога на човек му даете прстон, ќе ви земе цела рака и човек станува незаситен. Сега, меѓу другото, како што сите луѓе ви се качуваат на глава кога сте предобри, сега, јас секогаш сакам луѓето да се добри, ама да се добри и за нив. Значи, бидете добри за околината, бидете добри за себе и поставете здрави граници. Тоа е правилото, ама не треба да не сте добри за околината. Ама ако имате ситуација каде што човеков е предобар на собствена штета и прави себе повредување, тогаш не само што сите ќе ви се качат на глава, него и стравот ќе ви се качи на глава. И стравот ќе ви се качи на глава. И негативните мисли ќе ви се качат на глава. Затоа што нема толку страшни негативни мисли, кои што е на лутина, очигледно. Не може човек да е на лутина и да е на страв. А лутина е повисок тон на скалава на емоција од страв. Замислете колку интересно. Стравот е пониско на скалата на емоција од лутина. Сега, ако вие целосно, ако имате околина која што ве тера да го намалите просторот, а често пати имаме такви луѓе во нашата околина кои што се подоминантни, поишемат контрола, кои што се по-лесно запаливи, кои што лесно можеш да ги наљутиш и они кои што так ќе ти измасакрираат, ти викаш добро, ајде да нема проблем, ја ќе го пуштам просторот, ќе се повлечам и ти одиш во страв. Затоа што секогаш кога го пушташ просторот, прво ја губиш храброста, својот интегритет, својата лична етика, затоа што си го пуштал сопствениот простор, се повлекуваш во помал простор, почнуваш да се плашиш и кога ќе почнеш да се плашиш, правиш многу кратно повеќе компромиси кои што па сега ти изгледаат логични, колку интересно. Кога човекот е исплашен, он секогаш му доаѓа да направи логичен компромис поради тоа што неговиот опстанок зависи од тоа да не ги изнервира другите. Гледате, човекот кој што е цело време у страв, он оперира ја да не направам проблем, да не ги изнервирам другите. Фактички што ти збори? Ја не морам да имам простор. Земете вие просторот од мојот, земете го мојот живот, земете ги моите работи, земете го моето постоење, ја сум тука, тивок, не правам проблеми. И тогаш почнуваат стравовите да ти прават проблеми, затоа што стравот не се вгнездува кај храбар човек. Храбар човек има своји сопствени стравови кои што се од друг тип на стравови. Сите имаат стравови, кога идеш ти да освојуваш простор, прво што ќе се јави страв. Ама тој е добар страв, затоа што тој страв е почеток на самодоверба. Гледате, самодовербата почнува со страв. Самодовербата почнува со страв. Зашто ти кога идеш во некој нов простор, ти не знаеш, имаш страв од непознато, од неизвестност, и после тоа го конвертираш, го преработуваш преку знаење, осознавање како добиваш контрола и после тоа го преточуваш во самодоверба. Значи самодовербата секогаш почнува со страв. Но имате луѓе кои што никогаш нема страво да го променат во самодоверба, зошто поради тоа што наместо да го напаѓаат животот, они се повлекуваат од животот. И затоа она што ќе се случи кога имате луѓе кои што работат на себе. Он кога ќе почне да се променува, тој човек кој што е повлечен, на сите им годува, кој што сака да не прави на никој проблем, тој најмногу си прави себе проблем. Ето тој себе си прави проблем, не им прави на други проблем. Човек што цело време не идем на други да им направам проблем, не идем на други да им направам проблем, он си прави себе проблем. Зашто луѓе, гледате, ти кога ќе почнеш да живееш на некого ќе му направиш проблем, да се разбереме. Татко ми беше доктор по медицина, како што сум и ја. Кога завршив медицински факултет, бев првенец на генерација, викам, тато, чао, толку од мене со медицинава, проблем. Зашто? Зашто го сакав мојот простор. Сега, ако ја го сакам мојот простор, ќе направам проблем. На некој ќе му направиш проблем. Ама имаш луѓе кои што секогаш викаат, боле ја да трпам проблем, да не направам на другиот проблем. Со други зборови, он е исплашен од околината и бегајки од проблемот, он си ги зима проблемите, да не е кај Петко, Трајко, Маја, Тања, Сања, вуп, вика нека видат проблемите кај мене. И он фактички многу од проблемите кои што ги има е само поради тоа што никогаш не кажува не. Знаете колку многу проблеми ќе ви се трнат од умот, колку многу психата ќе ви се подобри, колку многу умот ќе ви стане појак
Во моментот кога ќе соберете храброст да кажете не за тоа што не го сакате и да кажете да за тоа што го сакате. Но се вратам на поентата од почеток, кога имаш премногу доминантни луѓе. И тие премногу доминантни луѓе, тие не прават компромис со сопствениот простор. Гледаш, тој не прави компромис, зашто? Крут е. Гледаш, тој нема флексибилност, а ти си па префлексибилен. Ти си премногу флексибилен, ово е прекрут. И она што се случува, тој крутиот нема да прави компромис, ти ќе правиш компромис за што треба, за што не треба. И она што ќе се случува, ќе почнуваш да му допушташ работи кои што на друг човек не. Знаете, некогаш зборувам за ова. Деве да ви дадам пример. Ајде одговорите ми ова прашање. Деца, на кој родител попрво му се љутат? На тој помекиот или построгиот и поостриот? Деца, на кого попрво ќе му се налутат? Некој дете, на кој родител попрво може да му се наљути? На тој што вика, што ги кара, на тој или на тој што е помекиот? Што мислите? На кого деца преќе му се наљутат? На кого? Ке видите дека, окей, чекам одговорот, затоа што знам дека одговорот касне, ама еве прашање. На кој родител? На помекиот, Беле Белич, на помекиот, вика Лидија. Славица на помекиот. Лидија Чоклевска на да. Помекиот, Наташа. Точно е. Зошто? Луѓе, затоа што детето може да има простор околу помекиот. Дури детево да се наљути е простор. Ама на овој другиот што е построгиот, то не смее да му се наљути, затоа што вика, таму не можам да имам простор. Затоа што има граница. Не викам дека не треба да се има правила, мора да се има правила, така, но и тие граници кои што се поставуваат на сите, па и на децата, треба веројатно со усул да се направи некој тип на убави граници со убаво понашање и така натаму и така натаму. Но друго ми е поентата. Ова е многу интересен пример кој ќе видите. Дете секогаш се љути на тој родител на кој што може да му се наљути и никогаш не му се љути на родителот на кој што е подоминантниот. Зошто? Поради тоа што таму не може да го направи просторот. Исто е со вас. Ако зборам за деца, исто е со вас. Ти не можеш на работа на кој ќе му се наљутиш. Ќе му се наљутиш на тој што е помекиот од тебе, на тој што е покрутиот од тебе, нема да му се наљутиш. Ама што сакам да кажам? Треба да имаме аршини исти. Зошто тогаш на тој кој што е помека душа можеш да си дозволиш да му кажеш нешто или да го заповедаш или да го натераш нешто да направи, а на овој другиот не? Па тогаш биди храбар и направи го тоа со сите. Сега, во моментот кога ти ќе почнуваш да се сменуваш и во моментот кога ќе речеш глеј, исправно, без разлика дали ќе направи проблем. А ќе направи проблем, затоа што ти ако сакаш исправноста, твојата вистина, твојот живот, твојата креација да излезе на виделина, луѓе, на некого ќе му згазеш на жулј, на некого ќе му влезеш во просторот, ама знаете во Југославија имавме еден многу убав цитат, односно слоган, туѓето не го сакаме, своето не го даваме. И сега тоа треба да е мотото кај сите луѓе. Туѓето не го сакаме, ама своето не можеме да го даваме, затоа што гледате, тоа го кажав ја кога живее во Соединетите држави, таму помеѓу куќите немаше ограда. Гледате, живееја куќа, двор, затоа што секој си ја знаеше својата граница. Кај нас ако не ви се погоди некој комши, ако не ставите меѓа, ако не ставите ограда, он ќе почне да ти паркира кај тебе у дворот, па и неговите пријатели кај тебе у дворот, па кога ќе му дое слава сите кај тебе у дворот, па ќе почне да ти прави скара по твојата сенка и полека он за 2-3 години, правејќи се на точно, на 3,5, он ти земал 300 квадрата од твојот двор, ти го узурпирал и он сега мисли дека он го владее тој двор. Он го поседува тој двор. И се ти место да имаш 500 квадрата двор, ти имаш 200 квадрата двор, се тискаш. Зашто? Поради тоа што не си можел да кажеш, чекај бе комши, тука е граница. Тука има ограда, да ја ставиме ограда. Сега, луѓе, мора во животот да ставите ограда, затоа што од оградата и границата доаѓа почитта. Ако ти сакаш да бидеш почитуван, мора да имаш цврстина на твојот интегритет, со тоа што се согласуваш и што не се согласуваш. И колку ја имаш повеќе таа цврстина, и сакаш да ставиш таа ограда, толку повеќе ти се тргаат од патот, ти се тргаат од животот луѓето, и толку повеќе те почитуваат. Ај друг пример да ви дадам.
Сте виделе некој човек кој што е многу посветен на работа? И сите знаат дека он е посветен на работа. Он е одговорен, он е посветен, работата му значи. Он ако закасни, у 5 треба да дојде дома, да дојде у 6 дома, никој нешто не му збори на него. Зашто? Тој е толку посветен, толку е фокусиран, толку има граници, да дури не му се не љутат. Ама овој другиот што не е посветен на работа, што знае дека тој до 4 има работа, му 3 се излага на кафе, на afterwork, ваму таму, тој ако закасни у 5, ако не дојде тој на ручек, на тој одма му се дера. Кај беше од сега? Шо се алкаш, шо се шуткаш на секаде? Шо не дојде у 5 сат? Шо па ти имаш работа? Ама овој па тој има работа. Гледаш, он и сега тој што е посветениот, никој не го чепка, зашто? Поради тоа што си ставил знаете, посветеноста, целта која имате. Кога сте многу ангажирани во врска со некоја работа, луѓето тоа го почитуваат и го ценат. Сега, ако ти го немаш тој стил на однесување, гледате, замислете, вие сега имате правило дека секој четврток, пример измислувам, идете на опера. И сте доследен на тоа. Знаете дека у четврток никој нема да ве праша дал треба да идеш, не треба да идеш на опера. Луѓето знаат. Ти си ги натерал да сватат дека тоа е твојот простор. Четврток ти си на опера и балет. На филхармонија идеш. Кој да се концертите. И сега, гледаш, он те научил. И што се случува? Он се трга од твојот простор. Он веќе тебе не те планира у комбинацијата ти да му помогнеш на него во тој ден. Затоа што он знае дека ти се цениш себе си и ценејќи се себе си, он почнува повеќе да те цени тебе. И затоа е многу важно да не дозволуваме на секој да гази врз нас, без разлика какви емоционални врски имаме. Ја тоа го зборував пред некој лайв дека емоцијата е манипулативна, разумот не е, зашто разумот е гледање. Разумот не можеш ти да го манипулираш. Што можеш да манипулираш? Можеш да манипулираш емоција. Сега, кога имаме такви врски, како некој што е доминантен, и ние сме му страв, обично па гледај што глупост правиме, на тој па сакаме да му се доближиме, он сакаме да не прифати, он сакаме да не уважи, он сакаме да не пофали, он сакаме да не прифати у негово друштво. Абе, шо мајка бараш кај тој у друштво? Шо мајка бараш кај тој у друштво? Најде кажеме пријател ти. Сте виделе, например, кај, не знам, некои тинејџерки, тинејџери, сега има такво некое друштво како некој или некоја е главна, па сега треба тука некоја друго девојче да се излакта за да влезе у нејзино друштво, а оно уствари има 3-4 девојчиња со кои што хейтаат други девојчиња и се ова девојче сака да дојде у тоа друштво со цел памет. Со цел памет. Гледате, наместо ти да имаш свој живот, своје друштво и да речеш ја ќе гранам мој живот. Прво што ќе се случи? Поише ќе те хейтаат тие девојчиња и после дел од нив ќе дојдат у твоето друштво. Затоа што ќе ја сватат твојата моќ. Сте отишле некаде на некоја свадба, сте отишле на некоја прослава и имате некој што цело време мрчи и глуп муавет прават и тебе не ти се седи на тој муавет. И замислете, ти викаш, дечки, јас ќе си идам ондека на коњопојот, ќе си пијам и ќе си ја гледам свадбата кој игра. И станеш од маса. И си одиш сам таму. Полека ќе почнат се придружуваат и други луѓе кои што се слично мисленици на тебе и она што ќе се случи, ќе се загрози моќта на тој негативецот кој што ја држал негативната контрола во тоа друштво. Затоа што уствари има еден негативец, тој држи контрола со уште 3-4 други луѓе, ама 6-7 други луѓе им е глупо тоа и они страдаат од таа негативност на тој еден човек, подкрепен од 3-4 други кои што му се на некој начин умилкувачи баш поради тоа што немаат своја ја. Сега, ако ти се отрнеш од тоа друштво и си направиш своја група на луѓе, секако дека ќе му сметаш на тој од кој што си ги земал неговите ресурси и неговите другари. Апсолутно ќе му сметаш. Ама оно што ќе се случи, тој ќе почне да те цени. И да ви кажам една работа, со некои луѓе кои што не ве ценат и кои што цело време ве, ајде да не речем, малтретираат, на некој начин па треба човек да свати дека мора да поставам граници таму за да прво за да ја се чувствам убаво и второ за да тој свати што има. Затоа што ако вие не поставите граници, здрави граници зборам, така не калет зид, него нели оградичка со некое убаво не знам звонче за кој ќе влезе во твој двор да знае дека звучно му добиваш сигнал дека ти си на туѓа територија. И ако не го одржиш тој свој дел, ако не го одржиш, значи ќе видите дека луѓето ствари немаат проблем со вас, они имаат проблем со вас ако сте премеки.
тогаш правите проблеми. Кој од овие луѓе кои што имаат многу добри граници воспоставено, сте виделе некој човек таков со добри граници да му се љутат и да прави проблем за други луѓе? Не. На кого му се љутат и кој излага дека прави цело време проблем, фактички тој кој што е најмекиот, тој кој што им угодува на сите. Зашто? Затоа што тој што угодува на сите, сите го имаат растргнато за да биде дел од нивниот живот, зашто тој веќе нема свој живот и на него сите му се љутат. Зашто му се љутат сите? Затоа што нема свој живот и затоа што нема свои граници. Така да кој прави најмногу проблеми? Тој кој што попушта на сите. Тоа е извор на нереални проблеми, затоа што он од самото тоа што нема идентитет и карактер и изграденост на простор, он фактички креира проблеми кај што нема проблеми и некој ќе му се наљути за ништо. Некој ќе му се наљути за ништо. А овој кој што има простор иззидано, оградено, на тој му ќутат, на тој дури и за голема работа се мислат дал да му се наљутат. Гледате, и за голема работа се мислат дал да му се наљутат. А овој што е премекиот, тој и зашто треба и зашто не треба му се љутат. Зашто? Па затоа што прво дозволува да се љутат. Он се себе понижува. Дозволува да биде понижен, дозволува да биде згазен. Дозволува луѓе така да се однесуваат кон него. И ако они видат дека ти не се цениш, кој ќе те цени, луѓе? Ако сам ти не речеш, чекај бе, ова е мојот простор, јас се ценам, ја имам самодоверба, јас знам што е во мојот живот исправно, јас знам што сакам, што не икам. И ако имаш храброст да го кажеш тоа, луѓе, ќе имате многу прво попрочистен ум од стравови. Еве ви една техника како да се ослободиш од стравови. Прво, не прави компромиси со све и све што и кажува не кога мислиш не, и кажува да кога мислиш да. Зашто ти ако цело време кажуваш да, а мислиш не, набрзо ќе имаш стравови и овертинкинг и ќе се правиш муабет сам со себе и цело време ќе се видиш, ама кажав, зашто кажав, па после тоа ќе се плашиш, овој да не ми каже вака, овој да не ме погледна вака. Цело време ќе имаш диалог. Начинот да ги трнеш тие негативни мисли е прво стави граници и кажи не. Не може така. Ќе биде вака. И ќе видите дека, ама сега не идете у екстрема. Не идете да станете како тој љутиот. Гледате, целата идеја е човекот да е во жолтиве емоции, расположен, ентузијастичен и прито да каже не. Не можам. И да не го мислиш многу. Зашто ќе видиш дека тие луѓе во суштина на некој начин и полесно проаѓаат поради тоа што како флипери што ги мават оние топчиња, пам, ти му викаш, он ти вика тебе, ти му викаш не можам, извини. Знаеш што би сакал, ама нема да можам. Поздрав, се гледам. И продолжиш понатаму. И што се случува? Не останува негативна енергија помеѓу тебе и него. Ама ти ако почнеш да му збориш, да бе, можда, можам, не можам, он те научил дека ти секогаш правиш компромиси, он ќе се наљути 3 дена ти збори. 3 дена се останала негативна енергија помеѓу тебе и него. 3 дена. Зашто? Па затоа што си направил таква атмосфера да те научиле дека се можат да ти команда, да ти заповедаат и да ти направат, ти не смееш да кажеш не, и затоа што таков стил и енергија ти еманираш, 4 дена ќе ти трае кавгата со него, затоа што он, кога ти е љут и ти му се тресеш, он знае дека те контролира и знае дека преку неговата љутина ќе се добие се. Луѓето се лути затоа што преку лутината добиваат се. Имате многу такви ликови. Цело време се љути, цело време се иритабилни и затоа што тој има начин се да добијат у животот. Затоа што другите ги терат да идат у страв и кога ќе отидеш ти у страв, правиш компромис и он тоа го знае како модел на однесување. Љути луѓе, на омраза, тие што викаат, тие кои што шират негативна енергија, тој има контролен механизам. Тој има контролен механизам да ги контролираат луѓето кои што се околу нив. И видете оваа обзервација, ве молам, погледнете го. Кога имате некоја мека душа, многу добра, и имаш околу него, пример, има татко кој што е многу љут, мајка кој што е многу љута, девојка ми е многу љута. Девојката ако му е многу љута, што се случува? Он се повлекува и станува безгласна буква. Се ако ќе станеш безгласна буква, стравот ќе ти игра оро у глава, негативни мисли ќе ти играат оро у глава. Цело време ќе се сомневаш во себе, затоа што ствари немаш самодоверба, затоа што самодовербата е простор.
Убав цитат од филозофот Хабард, вика: самодовербата не е ништо повеќе отколку верба во сопствената способност да одлучуваш и во сопствените одлуки. И ако ти одлучиш да кажеш не, кажи не. Ако одлучиш да кажеш да, кажи да. И ќе видите, луѓе, како ќе се сменат многу работи во вашиот живот. Затоа што во моментот кој ќе почнуваш ти да се завземаш и за себе си, тогаш прво нешто што ќе се случи како реакција од околината, види го, овој се смени на полошо. Ти не се сменил на полошо. Ти се сменил на подобро, затоа што си почнал да се уважуваш и себе си. Пак да кажам, никој не обстанува сам, мораме да правиме убави работи за околината и за другите луѓе. Ама имате луѓе кои што прават се за околината, ништо не прават за нив. И изгледа дека се добри, ама да ви кажам една работа. Тие луѓе се добри, се супер, ама ја преби да бидам со овие во жолтиве емоции, кои што кажуваат не, ама се на таа емоција, зашто тој е попредвидлив и по-добар е за тебе околината, отколку дури некој што е свиткан од страв и што свет ти вика да. Затоа што тој човек па некојаш и случајно он те тригерува да се нервираш, затоа што ако имате луѓе што се премногу понизни у страв, он ти тригерува нервоза, он те прави ти да си му љут. Гледате, тоа е поврзаност, интересна е. Затоа што и љутиов има поврзаност со тој устрав, и тој што е устрав, затоа што е премногу понизен, он тебе лесно те тригерува ти да можеш да му се наљутиш на него. Ама овој што е цврстиот, што ќе каже не го тригерува тој љутиот. Не го тригерува љутиот. Овој што е устрав, ги тригерува љутите луѓе да бидат љути. Затоа многу е важно, ако некој е во страв, да свати дека и со неговата емоција он си ја вика љутината на луѓето околу него. Затоа што луѓе околу него викаат: ја можам да му се наљутам на овој. Ако некаде треба да избие бесов, ако некаде треба да отиде, се што трпел човеков, на кој ќе отиде? Ќе отиде на тој што најмекиот. Ама не треба тоа да е така. Она што е важно е сите да имаме здрави, прави, убави, нормални граници и ќе видите зашто, например, гледате, луѓето кои што имаат форма, кои што имаат карактер, они многу работи знаат што сакаат, што неќат и имаат храброст да кажат не, затоа што тоа дава форма. Инака ќе сте маса, некоја енергија, аморфна маса е маса без форма. Човек, еден пријател мој, масава за свика, маса мора да има агли, мора да има граници. За да имаме идентитет, мораме да имаме граници. Видете, мора да имаме отцртување, тоа е карактер, тоа е етика. Карактер и етика се отцртување, да имаш јасна контура и линија. Стравот те замаглува. Стравот те прави да не си ти. Ке видиш аурата на човекот кога го страв не е јасна. И кога ќе видиш, нитпа на љут човек е јасна. Ама многу е јасна на некој кој што е среќен и кој што си има граници, знае точно што сака и што не ќе. Аурата му е поразлична и појасно го гледате тој човек, затоа што има самодоверба. Кога човекот има самодоверба е појасен за вас и го приметуваш. Ама некој кој што нема свое ја, не е јасен. Човек кој што има свое ја, тој човек е јасен. Човек што нема свое ја, не е баш јасен. Не е баш јасен, затоа што прво не се развива себе си, не ги разбира сите овие механизми, затоа и кога ќе разбереме и кога ќе ни кликнат работите, се чувствуваме многу подобро. Но мора да бидеме јасни прво ние што сакаме, што не ќеме, и тоа да им е јасно на околината. И колку повеќе ни е јасно нам, толку е повеќе јасно на околината и толку е појасни сме за цел свет, но интересно е појасен е светот нам. Имајте убава вечер. Мислам дека се разбравме, така? Јаснотијата доаѓа од границите. Јаснотијата доаѓа од границите. Колку поубави граници, толку по-јаснотија. Затоа што, фала ви на комплиментите, фала ви на убавите пораки. Мислам дека ме разбравте и ме разбравте дека не сакам да направам луѓе од вас кои што ќе бидат љути и нервозни. Но никој случај. Луѓе кои што знаат што сакаат, имаат храброст да го кажат тоа. Чао.